Добар ден, почитувани гледачи. Денес правиме една кратка видео репортажа за Параклисот посветен на Свети Јован Крстител. Денес е летен Јован Свети Крстител, празник во народот познат како Јановден. И ќе се упатиме кон Параклисот кој се наоѓа на крајот практично на село Чипала. Не може сега да зумира камерата, ќе се обидиме да направиме снимка со дрон. Таму е веќе Ванчо Симовски, ктитор кој долги години го гради овој Параклис. Надворешно горе-долу е готов Параклисот, а внатрешно знам дека имаше место да потреба да се уредува. Негде 2,5 километри делче, може би тоа е многу. Имаше отворена покана од страна на Симовски до сите верници кои сакаат да присуствуваат на чинот на делење ручек, односно служење на заедничка трпеза на љубовта, така кажано црковно. Го запаметивме тоа бидејќи на прашањето како правилно се вели, бидејќи луѓето порано го употребуваа зборот курбан. Од отец Нани Васев ми се чини дека кажа дека најточното е заедничка трпеза на љубовта. Пада 6 возиме. Сега од овде ќе се забележи Параклисот. Еве го горе. Ова десно е манастирот Света Петка, која е во село Селник. Пред тоа мора десно да свртите кон село Драмче, овде навистина големо ѓубре. Еве овде води патот кон овој Параклис. Ќе пробаме да видиме дали е опесочено до горе. Да се надеваме дека да. Патот изгледа проширен и добро теренско возило би излегло овде. Иако нашето не е, сепак
Предполагам ќе има каде да го завртиме. Ево, овде се гледа и градот Делчево. А овде е манастирот, Параклисот. Зашто нешто повеќе ќе каже самиот ктитор Ванчо Симовски. Еве се Крчка и ручекот. За негде отприлика 100 луѓе ќе има, сигурно. Сите кои ќе дојдете попладне после 15 часот, бидејќи сега сите се на работа, нели? Кога го снимам ова видео е негде 12:30, така да во име на ктиторот Ванчо Симовски повелете на празничен ручек. Еве сега ќе продолжиме со неговото кажување за тоа што тука се гради подолго време. Еве оваа гледка, тука е ктиторот со нас Ванчо Симовски, кој секоја година по нешто го прашуваме. Еве сега за оваа година ќе ни каже до каде се работите со изградбата на самиот Параклис, кој надворешно горе-долу е уреден, станува да се направи уреди внатрешноста, така ли? Кој се ви помага, еве, да повториме некои историја за ова место? Прво, добар ден, да го честитам празникот раѓање на Свети Јован Крстител. Вечно име Иван, бидејќи вие се викате Ванчо. Вечно Иван и Јанов ден и летен Иван ден, значи 3 празника. И здравје до година. На овој ден се договоривме заедно со црквата и господин Марко, ова да биде црквата се завршена и осветена на истиот ден. Така, што е потребно за тоа да се случи? Ни треба уште малку спонзорство, оти имам и други би сакал кој може да донира нешто средства. Се гледа ова како што имам зафатено. Искам целото да го снимлеме, да го докараме на овој дел тука, за да има голема панорама целиот град да се гледа. Да биде нешто убаво, да оставиме нешто убаво за генерациите после нас. Еве, кажи го твојот телефонски број за сите оние кои ќе го гледат видеото, може да те контактираат, кој сака да помогне. 070 216 439. Ете така може да го побарате и да придонесете ова навистина прекрасно место тука, кај што навистина има убава панорама на градот. Од повисоко сигурен сум дека ќе има уште поголема. Пошто е карактеристично местото, така историјат мало да кажеме. Значи локалитетот е многу интересен. Дури од 13 век. Може тука да види на лице место. Ајде, се сметало дека имало што? Зад него имало многу стар манастир. И најверојатно најдов еден камен до него блиску, може би некој Така? народот. Така? Има миросано или крештавки или и друго нешто. Значи многу интересно што овој камен кој ќе се замие во животот све му кренува напред. За Така. здрави да се кинуко водичката е само за очи за глава по преданија. А самото место Јановден, значи погледни интересно, во самата чинија погледни како си има израснато. Јаново дрво што велат. Ова да сакаш не можеш да го направиш. Така. Да зидеме сега внатре? Ајде повелете, значи како што реков, одма по празникот почнуваме со малтерација. Имаме фирма спонзорство за иконостасот, имаме спонзорство за иконите и здравје Боже до година ова се да биде направено. Јас ќе ви го честам празникот, да кажеме од кога почнува денес заедничката средба со граѓаните, верниците кога ќе може да дојдат, гледаме за околу работен ден и за околу 100 луѓе имате. Не е толку топло, повелете сите на ручек после 3 часа. Значи за околу 100 луѓе. Тоа би требало најмалку. Добре, јас ви посакувам уште еднаш да ви се оствари оваа желба и овој Параклис да биде изграден со Божја помош. Има донесено кој ќе дојде за секој гостин си има да си земе Јаново дрво, пошто е празник. Ето така, сега ние ќе си земеме. И видовте каде се наоѓа, можат луѓето значи овде да доаѓаат и не на самиот ден, може и било кога да си дојдат. така. Има маси, клупи, може да си дојде на пикник, све има направено нешто прекрасно. Така. Свети Јован. Нека е на помош празникот. И еве на свеќи ќе запалиме ние.
Да се прекрстиме и да посакаме и на градот Делчев да доби уште еден убав храм здраве во, како што кажате, веќе до година да се случи тоа што го Уште планирате. еден голем поздрав на сите верници, уште еднаш повелете, после пладне на ручек. Благодарам. Еве, тоа е тоа, уште еднаш погледнете ја чешмата. Гледката од овде навистина прекрасна, кога тоа сето ќе се уреди, немам сомнение дека ќе биде местото како што и го замислува Чичко Ванчо.